Не само на уставни измени, туку Македонија да работи на реформи од интерес на граѓаните, во фокусот на преговорите со Европска Унија. Земите членки порачаа на Македонија дека процесот добро напредувал, ама мора се уште многу да се работи на промени. Вториот економски форум во Скопје, одбележан со политички прашања. Процесот на скринингот веќе започна, добро се движи, не смееме да го потенцираме, да го подцениме фактот дека овој процес ќе биде долготрен, ќе бара одредени легислативни промени, не само уставни промени, односно вниманието кој што се посветува на евентуалните промени во уставот, туку треба да се признае дека одредени права треба да се дадат на сите етнички заедници по примерот на Хрватска. Процес кој што треба да се подпира на веродостојни реформи и врз основа на заслуги. Тоа значи дека земите кои што ќе се приклучат на Европската Унија ќе можат да го уживаат членството, меѓутоа мора да изградат и отпорност за да може да се борат со едно динамично, конкурентно обкружување, односно пазар. Граѓаните се веќе разочарани и во државата постои евроскептицизмот, поради што процесот трае премногу долго. Европа повторно ни порача дека работат посветено и вложувале во бизнис и граѓаните за да го исполнат ветувањето. Земите од Западен Балкан да станат дел од европското семејство. Можете да сметате на нашата посветеност и поддршка за Западен Балкан. Работиме напорно да помогнеме на регионот со нови можности за бизниси и граѓани и да ги исполниме ветувањето за Западен Балкан да влезе во ЕУ. Клучен елемент во процесот се економските политики. На Македонија и се потребни реформи кои ќе го сменат деловниот пейсаж, а ни фалат инвестиции во речиси сите сектори. Премиерот Ковачевски пак со голема самодоверба го отвори форумот. Не било прашање дали туку кога ќе станеме дел од европското семејство. Поздравниот говор го искористи да се пофали пред европските челници дека сме имале силна и напредна економија, без да посочи на реалните проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Веќе не е прашање дали Западен Балкан ќе стане дел од Европската Унија, туку кога ќе стане дел од Европската Унија. Северна Македонија е земја членка на НАТО, земја која ги отпочна преговорите со Европската Унија, земја учесничка во Берлинскиот процес и земја која од оваа година го презеде председавањето со ОПСЕ. Вториот економски форум од ваков тип се одржува во Скопје по 2 години во организација на Делфи економскиот форум и Грчката бизнис асоциација. Во фокус на форумот се најдоа и односите Белград-Приштина. Имено, Западен Балкан очекува процесот да заврши со меѓусебно признавање на двете страни.